Додека Софија мака мачи да најде решение за прашањето дали кој и како ќе состави влада, Скопје бара начин за согласување на позициите околу предлог резолуцијата на ВМРО ДПМН со која ќе се одредат црвените линии токму за разговорите со Бугарија. Опозицијската партија денеска соопшти дека раководството зазело став да не отстапи од предложениот концепт по пораките што стигна од владеачкиот СДСМ, дека ќе го поддржи документот, но со одредени измени. Структурата на предложената резолуција е концепт за кој за прв пат политичките партии може да најдат минимум простор за заеднички позиции. За националните и државните интереси треба да го најдеме тоа што не обединува. Фактот што СДСМ одлучи да го промени својот став по трет пат и да отвара теми кои не се поврзани со содржината на резолуцијата, за жал, ги ослабнува позициите на Македонија во било какви идни разговори со Бугарија. Обврска на државниот врв е да обединува, а не да разединува. СДСМ го прави токму второто. Дали пратениците на ВМРО ДПМН ја предлагаат резолуцијата за да се усвои или за да се заглави во формални процедури заради нивниот лажен патриотизам, реагираа социјалдемократите. Прашањето за резолуцијата за која СДСМ даде начална поддршка дополнително се проблематизираше поради фактот дека во неа фигурира старото име на државата, што според премиерот Заев е неприфатливо. Во резолуцијата на неколку места се спомнува Република Македонија, а уставот е Република Северна Македонија. И ако ја читате во преамбулата на самата резолуција и слично, треба да стои името Република Северна Македонија и тоа е устав, тоа не е дали ние сакаме, некој не сака или ние не сакаме, па друг сака. А ако некој сака да го избегне уставното име на Република Северна Македонија, нека го прави тоа сам, ние овде нема да партиципираме. По ваквата позиција на Заев и ставот на ВМРО ДПМН станува неизвестно дали резолуцијата воопшто ќе помине во македонскиот парламент, а со која, како што најави опозицијата, јасно ќе се омеѓаат црвените преговарачки позиции со Бугарија. Во Софија пак ситуацијата по неделните избори се усложнува. Ниту една партија или коалиција не сака да ја поддржи Има таков народ на Слави Трифонов, кој освои најмногу пратенички места, но е далеку од потребниот број за да обезбеди мнозинство. Во такви услови, многу е веројатна опцијата Бугарија пак да оди на избори, што ќе значи дополнително забавување во разговорите меѓу Скопје и Софија, а со тоа и продолжување на блокадата на македонските евроинтеграции. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.